بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хајр и добро све до сунниот ден. Возвишениот Аллах Азза ва Џел им даде победа на неговите верници на многу места, како што беше на Бедр, во битката на Ахзаб, освојувањето на Мекка, во Хунейн и на многу други места. Возвишениот Аллах Азза ва Џел им даде победа на верниците исполнувајќи го своето ветување, каде што Аллах Азза ва Џел вели: "Ва кана хаққан алейна насрул муъминин", а ние сме должни да им помогнеме на верниците. И вели возвишениот Аллах Азза ва Џел: "Инна ланансуру русулана валлазина аману фил хајати дунја ва јаума јакумул ашҳад јаума ла јанфа'у ظалимина маъзиратухум ва лахумул лаънату ва лахум су'уд дар." Навистина, ние ќе им помогнеме на нашите пратеници, на оние кои веруваат во животот на овој свет, а и на денот кога ќе станат сведоците. Денот кога неправедниците нивното оправдување нема да им користи и за нив ќе има проклетство и за нив ќе има лош престој. Возвишениот Аллах Азза ва Џел им даде победа на верниците, затоа што тие цврсто стоеа на неговата вера, а таа е возвишена над сите други вери. Исламот е возвишена над сите други вери, па кој цврсто ќе се придржува до неа, ќе биде возвишен над другите народи. Возвишениот Аллах Азза ва Џел вели: "Хуа аллази арсала расулаху бил худа ва динил хақ лиюзхираху ала дини куллихи валау карихал мушрикун." Тој е оној кој го испрати својот пратеник со упатство и со вистинска вера, за да ја воздигне над другите вери, макар тоа не им било по волја на многобожците. Возвишениот Аллах Азза ва Џел им даде победа на верниците, затоа што ги исполнија вистинските причини за победа, како материјални, исто така и верски и духовни. Тие верници кои Аллах Азза ва Џел им даде победа, тие се познати по решителност, по цврстина. Со овие две битни работи тие се истакнаа на нивните непријатели, следејќи го паството на возвишениот Аллах Азза ва Џел и одејќи по неговото водство. И она е тоа што ги зацврсти во неговиот пат кон стекнувањето на победата и Аллаховото задоволство. Возвишениот Аллах Азза ва Џел вели: "Вала тахину вала тахзану", и нема лаксувајте и не тагувајте. "Ва антумул а'лауна ин кунтум муъминин", вие сте најгоре, вие сте највозвишени, вие сигурно ќе победите, со шарт ако навистина сте верници, со шарт ако верувате. "И јамсаскум қархун фақад массал қаума қархун мислу ва тилкал ајјаму нудавилуха бейнан нас وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ". Ако вас ви се нанесуваат рани, па сигурно и на другите им беа нанесени такви рани, а во тие денови ние неизменично им даваме победа на луѓето. Па понекогаш
победуваат неверниците, а понекогаш Аллаховите евли и верници. За Аллах Азза ва Джелле да укаже на тие што искрено веруваат и да избере некој од нив како шехиди. Ова е таа борба измеѓу доброто и злото. Да се истакнат правите верници, да се истакнат оние кои имаат сабур и стрпливост и оние кои се жртвуваат за да го обожаваат на возвишениот Аллах Азза ва Джел и неговиот збор да биде најгоре. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. Немојте да малаксувате трагајки по непријателот. Ако вие трпите болка, па и тие трпат болка како вас, а вие уште од Аллах се надевате на она на што тие не се надеваат. Тие торпет бол, тие трпет мака, но сето тоа е само заради дуњалук, заради нешто пролазно, заради нешто небитно. А додека и верниците трпат мака, имаат рана, но тие се надеваат на дженнет, се надеваат на Аллахово задоволство. И вели субханаху ва таала: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. Затоа велит Аллах Азза ва Джел: немојте да малаксувате, немојте да повикувате кон мир додека вие сте повозвишени, а Аллах Азза ва Джел е со вас и тој нема да ги намали вашите дела. Нема Аллах Азза ва Джелле да ги поништи вашите дела. На вистина животот на овој дуњалук е само игра и забава. Со ова зајакнување и со ова зацврстување, овие верници со кои беа израдвани со победа, чекорее на овој пот, чекорее со сила, со таа решителност и сериозност и иман кој го имае во нивните срца. Возвишениот Аллах Азза ва Джелле велит: и подгответе против нив колку што можете сила. Ова е таа сила внотрешна посебно. Со иман, со верување, со ибадет. Возвишениот Аллах Азза ва Джелле затоа им даде победа на верниците, затоа што тие помогнаа неговата вера. Па вели субханаху ва таала: وَلَا يَنْصَرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Аллах на вистина ке го помогне оној кој ја помага неговата вера. Аллах Азза ва Джел ке го помогне на секој оној на било кој начин кој ја помага неговата вера. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Возвишениот Аллах Азза ва Джел вели во продолжение на овој курански ајет: а додека оние на кого ќе им дадеме власт, оние кои имаат некаква позиција, тие се оние кои го извршуваат намазот, кои го даваат зекјатот, кои наредуваат добро и одврачаат од зло, а кај Аллах Азза ва Джелле е исходот и крајот на сите работи. Возвишениот Аллах Азза ва Джелле оној кој никогаш не слабее, кој е мочен, кого никој не може да го понижи. И секој еден што станал против Аллах Азза ва Джелле, против неговиот пратеник саллаллаху алейхи ва селлем, против овој негов шеријат и негова вера, секој се вратил понижен, секој изгубил. Возвишениот Аллах Азза ва Джел вели во овој курански ајет: а кај Аллах е крајот и исходот на сите работи. Ове утеха за верниците. Без разлика колку човек е во искушенија, без разлика колку да мисли дека исламскиот умет е при крај. Везден треба да сме убедени дека крајот му припадви на верниците. И ове курански ајат и ове Аллахов говор, дека крајот и исходот му припадви на верниците, и зате ове е едно олеснување за секој еден кој е искушан во Аллаховата табарека ва таала вера. Во овие последни два ајети возвишениот Аллах Азза ва Джелле ни ги појасна кои се особините на оние кои заслужуваат победа во секој смисол.
особините кои верникот се украсува кога ќе Аллах ќе му даде власт на земјава, некаква позиција. Правиот верник не се охолит, не чекат пофалба, туку правиот верник се китит со овие особини кои Аллах Азза ва Джелле ги спомна во овие курански ајети. Првата особина, велит Аллах Азза ва Джел, оние кои, ако им дадеме власт на земјата, намазот го извршуваат. Ова е првата особина. Човек кога е на власт, кога е на позиција, прва работа е да го обожава на Аллах Азза ва Джел, прва работа да клања намаз, да го извршува намазот. Возвишениот Аллах Азза ва Джелле велит, Аллах им вети на оние од вас кои веруваат и прават добри дела, дека сигурно ќе ги постави како наследници, како халифи на оваа земја, како што ги постави оние пред нив и сигурно ќе им ја зацврсти нивната вера со која Аллах Азза ва Джелле е задоволен. И исто така Аллах ќе им го замени стравот со сигурност. Аллах Азза ва Джел стравот ќе му го замени со сигурност. Тие ќе ме обожаваат и нема да ми придржуваат никого. Што значи, кога ќе имаат власт не се охолет, туку тие го обожаваат на Аллах Азза ва Джел и се понизни пред него. Па кога човекот ќе му служи на Аллах Субханаху ва Таала искрено, и со зборови, и со дело, и со намера, не сакајќи ништо освен Аллаховото лице, освен ахиретот, не барајќи углед, не барајќи имот, не барајќи пофалба од луѓето или нешто друго дуњалукот, Аллах Азза ва Джелле таа тешкотија ќе му ја замени со леснотија, ќе му подаде благосостојба и тогаш Аллах Азза ва Джелле ќе му даде власт и ќе го зацврсти на оваа земја. Што значи прва работа за зацврстување на земјата е со ова особина, тоа е теухид, обожавање единствено на Аллах Азза ва Джел и клањање на 5 дневни намази. Со верување, со иман и очекувајќи награда од возвишениот Аллах Азза ва Джел. Клањање намаз, онаке како што Аллах Азза ва Джел ни нареди, исполнувајќи ги неговите рукнови, ваџиби, фарзови, суннети, земајќи абдес потполно како што му е пропишано, правилно извршувајќи руку, сеџде и чисто и искрено заради возвишениот Аллах Азза ва Джел. Затоа што скрушеноста е една од најбитните работи во намазот. Понизноста е една од најбитните работи во овој возвишен ибадет. Намаз без хушу, без скрушеност е како тело без душа. Се пренесува од Амар ибн Јасир ради Аллаху ан, дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селлем рекол: човек ќе го заврши својот намаз, а ќе му биде запишано он него само 10, или 1/9, или 1/8, или 1/7, се додека дојде или половина. Што значи то намазот? Ти се запишува онолку колку што си присутен со твоето срце во него и онолку колку што има скрушеност во него. Па према оваа скрушеност Аллах Азза ва Джелле ти дават успех во твојот живот, од кој успех е и зацврстувањето на оваа земја и победата. Од особините кои Аллах Азза ва Джелле ги спомна во овој курански ајет е давањето на зекат. Зекатот да се даде на оние кои имаат право на него, со задоволна душа, искрено и без кржавост, без мока, без секирација. Не да даваш со лен, туку да даваш со чеф, барајќи го задоволството од возвишениот Аллах Азза ва Джел. Затоа што со зекатот ти во основа ја чистиш твојата душа, го чистиш твојот имот и со тоа само ти се зголемува берекетот, а не се намалува.
И затоа е една од особините на оние на кои Аллах Азза ва Джелле им дал победа е токму давањето на зекат. Четвртата особина, велит Аллах Азза ва Джелле, и оние кои наредуваат добро. Наредувањето на добро. А добро е се она што Аллах Азза ва Джелле и неговиот пратеник салаллаху алейхи ва селем го сакаат и го наредиле, без разлика дали е обавезно или е доброволно. Свекоја работа што Аллах Азза ва Джелле и Мухаммед салаллаху алейхи ва селем е наредиле, или ја сакаат, или ни поттикнале на таа работа, сето тоа се смета за добро. И својството на тие верници се оние кои повикуваат кон добро. И петата особина се оние кои одврачаат од зло, а зло е се она што возвишениот Аллах Азза ва Джелле и неговиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем го забраниле, било тоа да се големи или мали гревови. Без разлика дали се поврзани со ибадет, со некој вид на ибадет или со било што. Верниците се оние кои го забрануваат она што им штети на самите себе си и она што им штети на луѓето. Овие се неколку особини на својства на оние верници на кои Аллах Азза ва Джелле им дал победа, па го моля возвишениот Аллах Азза ва Джелле да ни уцврсти на неговата вера, да им даде победа на правите верници, и го молиме на возвишениот Аллах Азза ва Джелле да ги примат нашите ибадети, нашиот пост, нашите намази, и го молиме на Аллах Азза ва Джелле да ни соедините во Дженнетул Фирдаус заедно со пратениците, искрените шахидите и со сите добри луѓе. Амин. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.